Русија успеа да посее политички раздор во Соединетите држави со мешањето во председателските избори лани. Најверојатно Москва ќе се обиде да го повтори тоа. Ова го оценија екс-директорот на Националното разузнавање Џејмс Клапер и екс-председателот на Комитетот за разузнавање на Представничкиот дом Мајк Роџерс. Тие за време на панел дискусијата на Универзитетот Хавард наведоа дека Русија ја постигна целта со хакирањето и затоа би можело Москва сега да се обиде сличен успех да постигне и со изборите во Франција и во Германија. Американското разузнавање во јануари годинава заклучи дека рускиот председател Владимир Путин наредил хакирање на Демократската партија во корист на републиканецот Доналд Трамп. Тоа во Њу Јорк го повтори поранешниот американски државен секретар Хилари Клинтон. Клинтон, која беше кандидат на демократите за председател, се прашува како само неколку часа по објавувањето на 7 октомври, на снимката во која Трамп зборува навредливо за жените, беа обелоденети на Викиликс хакираните мејлови на Клинтон и нејзините соработници. Таа за нејзиниот изборен пораз го посочи и директорот на FBI Џејмс Коми, кој покрена истрага за користењето на нејзиниот приватен мејл само неколку дена пред председателските избори. Според неа, тоа ги уплашило гласачите. Во меѓувреме, рускиот председател Владимир Путин по разговорите во Сочи со германската канцеларка Ангела Меркел ги отфрли обвинувањата за руското мешање во изборите на западните земји. Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и в политические процессы в других странах. И нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь и во внутриполитическую жизнь России никто не вмешивался. На истата пресконференција Меркел јасно ставајќи до знаење дека Германија ќе се справи со секаква појава на лажни вести или некаков вид мешање во изборите рече. Ich kann nur sagen, dass ich nicht zu den ängstlichen Menschen gehöre. Ich habe vor, meinen Wahlkampf mit meinen Überzeugungen zu machen. Wenn es grobe